Пропадна и последниот обид на интегративците да најдат закрила кај албанците во регионот и некој да им ги брише солзите што се во опозиција. Позициите на косовскиот премиер Албин Курти предизвикаа политички земјотрес во Мала Речица. Не стивнуваат реакциите откако официјална Приштина ја урна тезата на Дуи дека во Македонија владее антиалбанско расположение, а правата и јазикот на албанците се загрозени. Лидерот на Дуи Ахмети реагираше до премиерот на Косово Курти. Охридскиот договор бил постигнат со крвта на мачениците и оживеан од УЧК и немало да толерираат тој да биде погоден. Охридскиот договор е постигнат со крвта на мачениците и оживеан со најдобрите синови на ослободителната војска на Косово, кои го продолжија својот идеал во Дуи. Додека Дуи е жива, во опозиција или на позиција, нема да толерираме да биде погоден Охридскиот договор. Оваа реакција на Ахмети доаѓа откако вчера Курти на заедничката пресконференција со премиерот Мицкоски рече оти не е вистина дека албанскиот јазик е под закана во Македонија. Ова го вознемири и поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи во интервју за косовската телевизија Дука Гини ја критикуваше вчерашната средба на двете влади на која според него била легитимирана антиалбанската политика што преовладува во Македонија. Изјавата на Курти за јазиците беше скандалозна, многу штетна и охрабрувачка за сите оние кои сакаат да го уништат Охридскиот договор, особено неговата поента албанскиот јазик. Ниту е загрозен јазикот, ниту изјавата на Курти е скандалозна. Арбен Таравари одвреди, вели дека косовскиот премиер бил коректен. Tjetër që duhet të nënshkruhet në fund të këtij viti, konkretisht bëhet fjalë Албин Курти беше коректен. Тоа не е законот за албански јазик. Во уставот на Македонија службен јазик е македонскиот јазик, а во законот е вклучен и албанскиот јазик. Стратешката грешка како албанец е што не инсистиравме во одредени моменти да се повлече од уставот формулацијата 20%. Од коалицијата на Таравари велат дека Курти кажал горчлива вистина за законот за јазиците, ама стариот режим преку ширење на паника дека наводно албанскиот јазик бил загрозен, само се обидувал да ја избегне одговорноста за нивните злоупотреби. Не можејќи да се навикнат на одењето во опозиција, постојано реториката на Дуи се движи од закани за дестабилизација до подгревање на национализмот, како наводно албанците во владата предводена од Христијан Мицкоски имале нелегитимни представници.